Зачетаната цел на лавовите од Ѓорче обстои успешно и во завршницата од есенскиот дел од оваа надпреварувачка сезона. Во 12-тото коло на гостувањето во Велес кај Борец, екипата предводена од Грнчаров дојде до планираната победа. На два пати реализираше Христов во второто полувреме, 2-0 за седми меч поред во второлигашкото друштво без примен гол за Ѓорче Петровци. За одржувањето на позицијата на табелата често може да се покаже и гола разликата како пресуден фактор. Па триумфот од 5-0 и овозможи на Македонија Ѓорче Петров во позитивна атмосфера да го дочека дуелот со Арсими во рамките на 14-тото коло од втората македонска фудбалска лига. До тој надпревар во Скопско Ѓорче беше одигран уште еден пријателски, овој пат со Борец, на кој аспирантот за пласман во елитата славеше со 5:1. По 2 гола постигна Станковски и Велковски, а еден Анастасиевски. Лошите временски услови и силниот дожд не беа причина за да гледаме или да следиме неатрактивен или неквалитетен фудбалски надпревар. Па така, серијата без примен гол продолжи, Македонија Ѓорче Петров победи со 1:0 во пресметката со повеќе шанси, но на крајот и заслужено стигнаа до победа и се зацврстија на позицијата која носи влез во првата македонска фудбалска лига. Наред дојде гостувањето во Струмица, кај екипата на Белацица. А тоа се покаже и како уште еден успешен тест за Македонија Ѓорче Петров. Ѓорче Петровци постигнаа по 2 гола и во првото и во второто полувреме. А на крајот триумфираа со 4-0 во рамките на 15-тото коло од втората македонска фудбалска лига. Уште една заслужена победа, уште еден успешен гостински тест за тимот на Грнчаров. Сето ова значише дека до тој момент тимот на Бован Грнчаров е сигурен на првата позиција на првенствената табела со 5 бода предност во однос на Брегалница, а 6 бода пред Башкими по завршувањето на есенскиот дел од сезоната. 15 кола кои се добро оценети од стручниот штаб и од спортскиот директор на клубот Александар Баевски. Иако се навикнати да гостуваат на лоши фудбалски терени со минимални услови за игра, на фудбалерите на Македонија Ѓорче потребна им беше сериозна подготовка за вториот дел од сезоната. По некоја насмевка во рамките на воведниот дел од патешествието тргна самото патување за Анталија, која носи и одредена доза на адреналин и зголемување на апетитите кај играчите кои тежнеат за подобри игри, резултати, но и за подобрување на индивидуалните квалитети. Иако се добро почна, со патувањето од Скопско Ѓорче до градскиот аеродром во Скопје, временските прилики, маглата и дождот значително го отежнаа патувањето во Турција. Промена на аеродром и наместо од Скопје, од Приштина тргна мачното и турбулентно патување до спортскиот комплекс во Анталија. Во Приштина маглата го примора пилотот за ново одложување на летот од 1 час, па експедицијата која го напушти Ѓорче во 15 часот на 25 јануари стигна во 5 часот и 30 утрото во Анталија. Најважно е дека приказната заврши позитивно, иако првите прогнози беа дека долгиот пат ќе влијае по физичката форма кај играчите во воведните неколку тренинзи и за првиот пријателски надпревар. Со пријатна клима на почетокот од новата година на терените каде што се подготвуваат многу фудбалски клубови од Европа, па и шампионите на Русија, Полска, сето тоа го апострофираше планот на Македонија Ѓорче Петров за овие подготовки за вториот дел од сезоната во втората македонска фудбалска лига. Сигурно делот помладите има што да научат од Баевски, кој со својата интернационална кариера е пример за меѓународен успех на фудбалер кој потекнува од Македонија. Меѓу другото, со помош на технологијата, стручниот штаб на Грнчаров собираше информации од секој од играчите за да може да постави тренинг кој ќе влијае по развојот на секој фудбалски елемент во продолжението на сезоната. Нашата цел што дојдовме во Анталија, прво е условите што ги има тука фантастични, има добро време, има добри терени, кај нас тоа го немаме тоа за жал.
Имаме добри услови, посебно во зимски период. Овде сме дојдени да се уиграме. Те 6 месеци, првите 4-5 кога беа доста тешки, не беа уиграни, тек после почнавме да играме подобро. Сега се гледа голем напредок на екипата, а многу е полесно, играме подобар фудбал и мислам дека ќе видиме доста поквалитетни у наредните 6 месеци. Играчите се максимално посветени на она што треба да го одработат, ги завршуваме сите задачи кои се ставени пред нас, пробуваме да играме на таа наша игра. Секако дека не очекува едно тежок пролетен дел во наредниот период, но сите се свесни што значи за нас и ќе дадеме максимум да успешно да вратиме клубот во прва лига. Идеме, постави се на станица. Ајде, Анđело, идеш до крај, сега до крај. Одлично. Идеш, стигај до крај. Идеш од ке Павел, даваш ке мене, од ке мене си имаш иде контра. На подготовките во Турција на проба беше и младиот талентиран сириец Мохамед Канбар. Тој живее во Кувајт, студира маркетинг, но фудбалот му е прва љубов. Со својот рефлекс и добро позиционирање го привлече вниманието на скаутите на Ѓорче Петровци, кои имаа можност подобро да го простудираат неговиот потенцијал. اليوم تمرين اليوم الصراحة خيالي. ليش؟ لأن الصراحة أول شيء استقبال اللاعبين، استقبال المدربين كان شيء خيالي. الشيء الثاني اللي هو المدرب الصراحة انتوب مثل ما تقول. Како што знаете, нашата главна цел е да останеме на тоа прво место. Максимално се спремаме и мислам дека и турскиот штаб и ние самите играчи сме задоволни како до сега ги работиме овие подготовки. И се надеваме дека само ќе го држиме тоа прво место и ќе го вратиме клубот кај што припаѓа. Браво, Ефрем! Еде во платот! Гледај во мене, концентрирај се, прати ја топката! Браво! Идеме горе, Ева! Горе, стигај! Браво, Павел! Припремите овдека во Сидеп, Турција поминуваат во најдобар можен ред, играчите буквално го даваат максимум на секој тренинг. Тоа се гледа и од надпрва на надпрва, од тренинг во тренинг. Условите овдека се маестрални за разлика од Скопје и тоа го искористуваме на најдобар можен начин. Пробуваме да се воиграме што е можно подобро, уште подобро да играме во наредна сезона, да бидеме за 50% подобро од што бевме во првата полусезона. Да се на еден начин се подготвуваме за влезот во прва лига, да изгледаме онака како што имаме ние како стручен штаб, за управата исто со нивните цели, да бидеме на најдобро можно ниво оваа полусезона. Позитивните иони кои се во и околу морето, но и можноста за релаксирање по напорните тренинзи влијаат по тимскиот дух и по желбата за напорна работа дури и кај помрзливите во екипата на Македонија Ѓорче Петров. Претходната полусезона помина успешно. Тоа е поради добрите подготовки и превентивните мерки кои што ги искористивме за да ги одржиме играчите во нивната најдобра форма. Тој квалитет е 1, 2, 3, доаѓаме до полустрица.
Околу природниот рок сум доста задоволен, донесовме тоа што ни требаше, не менјавме ништо скоро, донесовме два играча, тоа е Николовски кој што игра на левата бековска позиција и Дошев кој што игра во средината на теренот. Мислам се дека со овие двајца ќе имаме многу подобар ростер и ќе ни го подигнат квалитетот и се надевам дека што побрзо дека ќе се вратиме таму кај што ни е местото, тоа е првата лига. Подготовките беа со 4 контролни надпревари. Таков беше планот, а во нив влегуваа пресвитките со Арка Гдиња од Полска, со Б тимот на Динамо Киев, со романски волонтари и со руски Кубан Краснодар. Резултатите беа во втор план. Важно беше да се одработи техничко-тактичкиот дел и секако да се провери формата на дел од оние кои се наметнуваат за поголема минутажа во првата екипа. На добар терен и одлични временски прилики за фудбал, Баевски, Грнчаров и останатите во стручниот тим имаа доволно време за анализа, корекција и поставување на развоен план за она што следува, а тоа е вистинскиот предизвик во втората македонска фудбалска лига. Виде, пробајте пајцат, али јаоте ни Марио не доаѓа, дека секој пас ви е грешка. Ајде, дека се јаваме си постапно. Ајде, Марио, ајде, мајмо момци, па нешто да направиме што треба, не се надевам за ресо 25 нека биде. Опаѓа на тука на ног, него другиот доман, па каде коректно опај на пасуку, колку е, овде казнува тоа. Дале. Дојдите со поквалитетните од вас, секако ве учат многу и сето тоа искуство треба да се земе со себе и да се однесе дома, а таму да се размислува за тоа како да се пристапи на следниот предизвик и на продолжениот од сезоната. Јасно е дека резултатите не беа задоволувачки за оние кои што го предводат тимот, но тие беа во втор план, а во прв план формата и подигнувањето на моралот во составот кој што треба да се бори за влез во правата конкуренција од македонското првенство. Ова Анталија припремија помина многу добро, пред се многу сум задоволен од тоа, условите што ги имавме, работиме доста добро, имаме добри терени, перфектни терени, имавме одлични противници кај што сладно доигравме добри утакмици. Се надам дека добро сме подготвени и дека ќе оствариме многу брзо целта, тоа е да влеземе што побрзо во првата лига. По напорните и квалитетни подготовки во Анталија, фудбалерите на Македонија Ѓорче Петров им се вратија на врските во домашното фудбалско првенство. Пролетниот дел од сезоната Македонија Ѓорче Петров го отвори со гостувањето кај Охрид во рамките на 16-тото коло. Од Ѓорче во Охрид следуваше стандардниот карантин, а потоа и она вистинското, надпреварот на Билјанини извори. Таму ги дочека новата трибина, но и мал број на публика. Домаќинот поради тоа, но и поради квалитетот кој го има, немаше сили за изненадување. Ова не беше надпревар за уживање, особено не за фаворитот и за спортскиот директор на клубот Баевски. Мала мешаница на теренот, еден лош фаул и една повреда која засени желбата за сигурен влез во продолжението од сезоната. Според прикажаното заслужена победа, иако минимална, со 1:0 со голот на Марковски. Не дека беше подав, али покажате повеќе карактер, повеќе трка и за тоа.
Следното 17-то коло беше резервирано за дербито на рундата. Во Ѓорче Петров гостуваше Башкими, еден од главните конкуренти за влез во првата лига. И како што обично се случува во спортот и во фудбалот, кој не ги користи своите шанси, противникот тоа најчесто знае да го казни. Пораз од 1-0. Тоа беше првиот надпревар на Македонија Ѓорче Петров по 11 надпревари на кои што прими гол. Битката за пласман во првата лига продолжува. До крајот на сезоната остануваат уште 13 сериозни надпревари, 13 предизвици и желба за влез во елитата. За прв пат во сезоната избраниците на Грнчаров врзаа два пораза. По оној од Башкими од 1-0 во Ѓорче Петров следуваше на згодното гостување кај победа. А тоа значеше уште еден неуспех со еден разлика. Домаќините на крајот триумфираа со 2:1. Во 19-тото коло Македонија Ѓорче Петров не смееше да дозволи да влезе во посериозна резултатска криза. Затоа сигурна и убедлива победа над Новаци пред своите навивачи значеше враќање на самодовербата. Кога се чинеше дека лавовите влегуваат во посериозен ритам, следуваше тешкото гостување во македонска Каменица. Добаѓините беа решени да се одбранат, успеа да спасат и пенал, а има и среќа. На крајот тој надпревар заврши без голови. Страшната трагедија која го погоди Кочани беше во центарот на вниманието пред овој меч. Во 21-та рунда од втората македонска фудбалска лига, втора сезонска победа над Вардарски по гостинската од 2-0. Сега домашна пред своите фанови со двојно поголема предност. Присутните во Ѓорче Петров има можност да уживаа во атрактивната и офанзивна игра на Ѓорче Петровци, а сето тоа на крајот резултираше со 4 гола во противничката мрежа. Страшната несреќа во Кочани, во која загина над 60 луѓе, го потресе и светот. А особено првиот домашен надпревар по тој немил настан го имаше со Македонија Ѓорче Петров. Без многу да се размислува за фудбал и покрај тоа што едните и другите имаа своји императиви на овој надпревар, тој заврши без голови 0-0. Одбележана беше и 59-та минута во чест на загинатите во прегарот во Кочани. Идентично како и во 8-то коло од оваа надпреварувачка сезона, па така и во 23-тото, Македонија Ѓорче Петров го совлада Скопје со минимални 1:0. Имаше шанси да биде оваа победа и поубедлива против секогаш тврдиот противник од Железарница, но на крајот овој гол беше доволен за прослава на 3 бода. И со тоа продолжување на походот кон првото место на табелата. Големиот број на повредени фудбалери се одрази и по ефикасноста на тимот на Грнчаров. Па против Кожув во 24-та рунда следуваше уште еден тежок дуел во Гевгелија, а на крајот и нерешени 0:0.
За разлика од гостувањата, сезонова Македонија Ѓорче Петров беше сигурна на свој терен, па во 25-тото коло ја совлада екипата на Детонит со 1-0 пред тешкиот гостински предизвик кој доаѓаше во последното коло во Штип. Многу тешка утакмица, Детонит е многу квалитетен противник. Извојувавме една добра победа, одигравме еден добар натпревар. Хендикепирани бевме што не игравме со без 5 играчи, али задоволен сум од тоа што го прикажа и мислам дека ќе одиме чекор по чекор во зацртаната цел. Тоа е влез во првата лига. 26-та рунда значеше пресметка со Брегалница и уште едно ремо без постигнат и примен гол, но и покрај ова Македонија Ѓорче Петров беше во добра позиција на табелата во второлигашката конкуренција. Разочарување имаше од резултатот, но секој освоен бод значеше чекор напред кон остварувањето на целта. Ајде, ти! Свака част поминаа време, како што ви кажав, после Брегалница. Ако видиме пак на прво место, мислам дека е тоа. Али, пак ви кажам, најтешкото спомин. Се дигнавме кога игравме слабо, не идеше како што треба, резултати према лако, али в прав момент, в право време сме на ниво. Денес игравте одлично, прошлата игравте одлично, значи имаме сега 4 утакмици, само една ли е да кажам вако ден. Другите, ако видите оваа утакмица со ваква енергија, со ваков квалитет, и победиме со разлика. На почетокот од мај во Скопско Ѓорче гостуваше Велески Борец, кој во 12-тото коло загуби дома од лавовите со 2:0. Но кога играте пред своите фанови, работите се поразлични, а имате понекогаш и повеќе среќа. Па сега во завршницата од сезоната, црвено-жолтите славеа против Борец со 3:0. Утакмица помалку момци уште тријаме, да завршиме како што треба, еве сега дојдовме и на трибуна од за влез, али знаете нашиот план и цел е прво место. Тоа ни е најбитно, да завршиме на први на табела и да сме повеќе од 6 месеци први, така треба и да остане. Денеска извојавме добра победа, решена беше уште во прво повреме со екипата на Борец. Одигравме машки, одигравме добро, одигравме доста офанзивно, може требаше уште на полувреме да биде резултатот многу поголем, али на крај се заврши со 3:0 за нас, одигравме перфектно. Моце ми е жал за тие ситуации према напред, мора да бидеме моце поише подобро да реализираме, да бидеме поконцентрирани во фаза на напад, во фаза на дефанзива играме одлично. Имаме уште 3 утакмици до крај, денеска една помина, имавме 4, сега уште 3 имаме. Се надевам на 9 бода, ако ги земеме тие 9 бода, најбитно ми е да влеземе, али уште подобро да влеземе како прво место, тоа е целта наша. Завршните 3 кола од сезоната беа тензични, полни со набои, а бројот на повредени фудбалери во составот на Грнчаров не се намали. Во Неготино во 28-то коло Македонија Ѓорче Петров победи со 1:0. Овој беше еден од поважните триумфи во сезоната, во кој важно беше да се задржи првото место на табелата, а не само да се избори пласман во прволигашкото друштво. Во предпоследното коло Македонија Ѓорче Петров гостуваше кај еден од главните конкуренти за лидерската позиција, тимот на Арсими. По победата во 14-тото коло од 1:0 во Ѓорче, на ова гостување лавовите не смееа да загубат. Конечниот резултат е 0:0, а показната на Башкими јасно беше дека во последното коло се ќе биде во рацете на црвено-жолтите. Ова беше тежок надпревар дури и за спортскиот директор на клубот Александар Баевски. На 18 мај во Скопско Ѓорче гостуваше Беласица. Па искрено јас сум многу горд на овој клуб, на овој стручен штаб, на овие играчи, на газдата, на сите што работевме, дека пред се многу честно и многу коректно влагаме во првата лига и очекувам да се врати што побрзо публиката во Ѓорче, пошто Ѓорче е клуб со традиција и наша цел е враќањето на публиката во Ѓорче, да видите еден добар фудбал, да видите еден нападјачки фудбал
како што да играме за гол повише. Тоа го посакува секој играч да се влезе во прва лига, знаеме како е прва лига и мислам дека и заслужено. А иначе ќе се навратам, првите 6 месеци беше топ, како што кажавте, на пример, со повреди немавме. Вторите 6 месеци многу повреди, али издржав. Тоа е професионализам и идеме до крај. Пред се имавме една добра сезона. Мислам дека 8 или 9 месеци сме на првото место, така да мислам дека денеска треба да го овериме тоа прво место и да влеземе како шампиони. Како што рековме пред сезоната, значи наша цел е да влеземе во првата лига, ама да влеземе како први, како шампиони. Така да денеска мислам дека тоа ќе го оствари. Нашата цел е да останеме прво. Така да и днешната утакмица ни е многу битна. Денеска очекувам со победа да го оствариме тоа прво место и да окрениме пехарот и полека да се спремаме за прва лига, таму каде што и припаѓаме. Се беше перфектно подготвено за последниот надпревар. Завршен дуел од оваа сезона, за кој што дел од стандардните проводници не можеа да помогнат во составот на Гранчаров. Но тоа не значеше дека амбицијата ја нема. Напротив, сите посакуваа со победа да ја затворат оваа надпреварувачка година. По овој надпревар беше предвидена и прославата за шампионската титула, па навивачите решија да пристигнат во голем број на стадионот во Ѓорче Петров. Фудбалски погледнато, Македонија Ѓорче Петров имаше повеќе од 3 изгледни шанси во текот на овие 90 минути, но не успеа да искористи ниту една. Во еден наврат противничкиот голман беше на вистинската позиција, некои од удараите завршуваа над гол, на крајот 0:0, но шампионска прослава за првото место и пласманот во првата лига, како што доликува за се она што беше сработено во овој клуб. Тимот во кој што има поранешни македонски репрезентативци, на крајот од сезоната доби и нова звезда. Ѓорѓи Дошев доби повик во селекцијата до 21 година. А ова е убав пример за потврдата на макотрпната работа на клубот, кој во сезоната 25-26 има високи амбиции во првата лига. Но претходно го чека анализа за сработеното, сезонава и поставување на план за развој и надградување на досега оствареното. Ме гледате и мене, јас сум се разочаран од нашата игра. Денес игравме на наш терен, мораше да победиме, да играме како што треба, не одигравме, али сепак заслугите за играчите цела година се мачеа тешко. Посебно пак кажав и пред утакмица, овие 6 месеци беа доста тешки за нас, али на крајот трудот се исплаќа, иако имаме многу да работа. После денешната утакмица јас сум задоволен од пласманот, таа прва лига што од прво коло беше наш план. Па сега е најтежок период за нас тренерите и нормално и стручниот штаб што мене што се плюс директорот Александар Баевски да донесеме квалитетни засилувања, квалитетни играчи. Сега се добива шампионатот или сега се обстанокот се прави или Европа, ако сакаме да играме, се зависи од нашиот газда со каков буџет ќе располагаме наредна година, али моментално после денешната утакмица утре имаме доста голема работа. Мора да донесеме доста играчи, дека видовме дека овие 6 месеци не бевме на ниво тоа што ние очекував. Поддршка, фала, поздрав до навијачите, се надевам да имаме ваква поддршка во прва лига секоја утакмица. Пресреќен сум што конечно се вративме во првата лига. Малце, како да кажам, касневме со враќањето, али едноставно бевме на 9 месеца први и едноставно ова е круна на сите, кога ги видиш сите вака со фамилии, со навивачи, со ова, значи пресреќен сум што го враќаме клубот таму кај што е местото. Па пред се ветувам дека ќе се бориме за секоја топка, што се вика дека ќе играме добар фудбал и здравје Боже, очекувам дека ќе играме значајна улога во македонскиот фудбал. Пред све сакам да ви честитам на моите соиграчи, на сите вработени во клубот за оваа исцрпна сезона.
Стварно мислам дека покажавме највеќе, бевме најдобри во сите сегменти на играта и заслужени сме на првото место и секако дека славиме влез во првата лига. Сега нормално следува мал одмор и после тоа ќе видиме, треба да се спремаме за она што не очекува во првата лига. Сега сигурно дека ќе има и некои промени, може некој ќе си оди, некој ќе остане, ќе видиме, зависи се тоа од управата. Така да се надевам дека се ќе биде најдобро и дека Македонија Ѓорче Петров ќе постане еден стабилен прволигаш. Па за мене се посебни оваа сезона како тренер. Ова чувство сум го имал порано како играч, како што рековте, а како тренер е посебно чувство. Македонија како клуб е со традиција и нормално там беков е огромна радост за сите овдека во поготово Ѓорче на селбата, за навијачите кои долго време ова го очекуваа. Оваа сезона, мако тркна тешка сезона за нас, морам да кажам поготово втората полусезона, но сепак целта наша е да се вратиме во прва лига и тоа го направи. Секако дека сум среќен крај на една долга сезона, можам слободно да кажам долга сезона, бидејќи малку си ги закомпликувавме работите. Но ете, сите овде има доста искусни играчи, доста искусни тренери. Се фатиме за овој проект да го работиме, дојде нов спонзор, ни овозможи феноменални услови и секако дека сме среќни што на крај се радуваме на шампионска титула и да го вратиме Ѓорче каде што му е местото. Од следната сезона секако дека амбициите ќе бидат малце поголеми, сакале или не ќе наметнеме, се надеваме ќе донесеме некои добри заселувања и да ги нападнеме европските места.